Почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска ќе зборуваме за професијата медицинска сестра, тема посветена на неделата, токму оваа недела од вчера до петок е недела посветена на медицинските сестри. Затоа со мене во студиото се две гостинки, две главни медицински сестри на две клиники во склопот на клиничкиот центар, Снежана Исаковска, главна медицинска сестра на клиниката за нефрологија, и Јулијана Казанџиска, главна медицинска сестра на Туариуц, травматологија, ортопедија, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар, како и председател на Сдруженијето, Македонското Сдружение на медицински сестри на анестезија, реанимација и интензивна нега. Добар ден, ви благодарам и на двете што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, благодарам на поканата. Иако емисијата се вика Добриот доктор, меѓутоа ниту еден доктор не може да биде добар без медицинска сестра. Сестра Жане, ќе тргнеме со вас. Која е улогата на медицинската сестра во здравствениот систем? Медицинската сестра е столб на интегрираната грижа за пациентите и без доволно знаење и доволно едуцирана медицинска сестра, ниту едно лекување и негување на пациент не може да биде квалитетно. Затоа сме незаменлив дел на системот и на било која клиника да работиме, потребно е да сме доволно едуцирани за да можеме да пружиме добар бенефит за пациентите во здравствената грижа и во лекување на истите. Сестра Јуле, зошто ја одбравте токму оваа професија медицинска сестра? Ова професија медицинска сестра, како и секоја девојче во тинеџерските години, имат своји идоли и сакаат да бидат нешто во животот. Мене идол во животот ми беше токму една медицинска сестра, каде што живеев, која што беше толку љубезна, добра према сите пациенти, грижлива према сите деца, и некако во тие рани детски години се роди таа љубов да и јас во иднина да бидам дел од таа професија. Така, сестра Жане, како изгледа еден работен ден на медицинска сестра, еве конкретно кај вас на клиниката за нефрологија, и кои се обврските, односно вашите обврски како главна медицинска сестра на нефро? Значи, клиниката за нефрологија лекува пациенти кои што имаат потреба од диализно лекување, односно во сите стадиуми на бубрежно затајување и во диагностика на сите бубрежни заболувања, на функцијата на бубрегот. Пациентите се најчесто во тешка општа состојба. Медицинската сестра треба да се грижи пред се за нивната нега, да ги координира болничарите како треба да ја изведат негата на пациентот, да се грижи за да ги следи назнаките на лекарот после визитата, во смисло организација на испитувањата, земање на крв и сите други анализи што зависат од нејза, и диализното лекување. Медицинската сестра се грижи за апаратот за диализа, се грижи за васкуларните пристапи за хемодиализа и се грижи за почитување на сите назнаки на лекарот во текот на изведувањето на хемодиализата. Јас како главна сестра имам улога да ја направам организацијата на работата, односно распоредот. Ние имаме многу често пациенти на други клиники кои што бараат хемодиализа и каде што имаме апарати за хемодиализа. На Карел, на инфективна клиника, треба колешките да се распределат, да се завршат и тие работни обврски. Се грижам за набавка на материјали и за се што е она потребно медицинските сестри да имаат во текот на својот работен процес. Така, навистина значени и сериозни обврски, да секоја медицинска специјалност има свое значење, меѓутоа ќе се согласат, претпоставувам и гледачите, можеби најсериозно значење имаат медицинските сестри кои се на оделите за интензивна нега и интензивно лекување, односно кај нас познато и како Карел. Како изгледа еден ваш работен ден, сестра Јуле, и кои се вашите обврски како главна медицинска сестра на 4 клиники во склоп на клиничкиот?
Вака најпрво ќе кажам дека единиците за интензивна нега представуваат највисокото ниво на медицинска заштита во здравствениот систем на терцијално ниво, каде што се заснова на еден мултидисциплинарен и мултимодален пристап. Во интензивното лекување, значи имаме пациенти кои што се најтешки пациенти. Тука подразбира тешко болни, значи повредени болни кои што се под надзор 24 часа. Во оваа група на пациенти, значи влегуваат политравматизирани пациенти, хируршки пациенти од сите гранки на хирургијата, дигестивна, тораковаскуларна, неврохирургија, значи урологија, детска хирургија, интензивните неги, да не ги забораваме, значи во инфективните оделенија, педијатријата, како и пациенти кои што имаат и други заболувања, септични пациенти, интоксикации, како и опекотини. Последниот случај со трагедијата во Кочани. Дневниот распоред, односно дневниот тек на една медицинска сестра во интензивна нега е доста захтевен и сестрите кои што работат во интензивна нега се доста стручни, вешти, подковани со добро знаење, кои што спроведуваат 24 часовен надзор и каде што пациентите се гледаат и се мониторираат. Значи се следи хемодинамскиот мониторинг на пациентите, се забележуваат сите витални параметри, се вадат секојдневно, значи лабораториски анализи, дури по неколку пати. И по неколку пати во текот на денот. Во единиците за интензивна нега се пациенти кои што се на механичка вентилација, каде што кај нив потребна е посебна грижа и посебна нега. Тоа се пациенти кои што се ендотрахеална цевка, односно тубус, на кој што им е потребна секојдневна тоалета, значи аспирирање за секрет, следење значи на нивната дишење, инхалации. Потребно е значи следење, учествуваат во кардиопулмонални реанимации, ресусцитации, учествуваат во голем број на дијагностички процедури, каде што медицинската сестра треба да ги знае за да може да подготви, да припреми материјал, за да таа се спроведе. Поставување на централни венски катетри, учествување во бронхоскопии, гастроскопии, поставување на артериски линии, следење на инвазивен мониторинг, следење значи на течностите кои што се даваат на пациентот, следењето, давањето и приготвувањето на терапијата, дали е тоа парентерална или ентерална, следење значи на 24 часовна диуреза, потоа значи физиотерапијата, бидејќи тука во самата интензивна нега делуваме како тим. Тим се состои значи доктор, медицинска сестра, физиотерапевт, имаме значи диететичар, посебно значи стручно лице за кој што ни ординира и храна, и сите ние заедно делуваме во грижата и негата на пациентите во интензивна нега. Да, како што рековте, тоа се како главна медицинска сестра, значи на 4 одели, обврските се доста поголеми во координација со сите сестри, значи невиден распоред на сите сестри, обезбедување на соодветните лекови, закажување на термини за дијагностички процедури, следење на квалитет во комисиите за квалитет, следење на интерхоспиталните инфекции, грижа за хигиена, значи на оделенијата секаде. Така да обврските се големи, меѓутоа заедно со своите колешки ние секојдневно ги извршуваме нашите обврски работни задачи. После ова сето што го наброевте може да се заклучи дека навистина има разлика, и тоа голема разлика од медицинска сестра на интензивна нега и лекување од сестра во амбуланта или на некој друг. Има доста голема разлика помеѓу сестрите во амбуланта и сестра во интензивна нега. Тоа се покажа и потребата за вакви сестри кои што работат во интензивна нега, посебно и во светската пандемија, во ковидот, каде што во тој период се бара сестра плюс со знаење од интензивна нега, токму поради знаењето со механичка вентилација, значи неинвазивниот вентилација, бидејќи само ние значи работиме со таков вид на пациенти. И тука е неопходно значи едукација и на останатиот медицински персонал и на другите колешки, бидејќи со повеќе знаење не губиме никој. Така. Тука ќе поканеме нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање за денешните мои гостинки на тема медицински сестри, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 023116 566. Сестра Жане, споменавте и вие дека најспецифичен сегмент за медицинските сестри на нефрологија е токму диализното лекување, односно диализата. Потребна ли е посебна едукација, обука, како што рековте, значи тоа е исто така составен дел од медицинскиот третман кој се изведува на клиниката и секојдневен третман? За сите процедури што се изведуваат на клиниката за нефрологија потребен
потребна е посебна припрема и едукација. Кај нас се изведуваат и други терапевски други процедури за поставување на дијагноза, како бубрежни биопсии, но за дијализно лекување е потребна навистина посебна едукација. Медицинската сестра прво треба да биде едуцирана да му помогне на лекарот да му асистира при поставување на васкуларен пристап. За акутно лекување се поставуваат привремени васкуларни пристапи, за хронично лекување се поставуваат трајни васкуларни пристапи и тука медицинската сестра е асистент на лекарот. За хемодијализното лекување потребна е медицинската сестра да го познава апаратот за хемодијализа и тоа бара неколку месечна едукација. Треба да го познава системот за обработка на вода, зашто користиме посебно припремена вода, зашто не ја користиме градската вода, и треба да знае, да умее да ги препознае сите симптоми во текот на дијализното лекување кои што можат да значат влошување на состојбата на пациентот. Покрај хемодијализа, кај нас се изведуваат и аферезни методи, методи на на континуирана дијализна терапија. Овие методи бараат посебна едукација покрај основната едукација за хемодијализа. Затоа е тешка работата на нашата клиника, но добро е што колешките сакаат да ја работат и сакаат да научат. Постоеле периоди кога немало многу слух за тоа дека ние треба да бидеме едуцирани. Во овој период... Да не се засени лекарот. Да, во овој период морам да кажам дека нашиот директор вложува напори да бидеме едуцирани, да бидеме присутни на сите настани, кај што можеме да го покажеме нашето знаење и нашето умење, и за тоа навистина му благодариме. Им благодарам на сите мои колешки кои што вложуваат напори да ги совладаат сите тешкоти во работата и покрај тоа што сме многу малку. Така. Во 2017 на клиниката биле 75 медицински сестри, сега сме 45, од кои што 3 се над 60 години, 6 се од 16 се од 50 до 60 години. Тоа значи дека се при крај на својата кариера, долги години во здравствениот систем, долги години со дежурства, и на тоа сепак не влијае на квалитетот на нашата работа. Да, навистина за десетина години е преполовен тој број, како што рековте. Да дадеме предности на прашањата од нашите гледачи. Почитувани во програма сте, повелете. Здраво, живо. Добар ден. Добар ден, се јавам од Прилеп. Така, поздрав до вас и до Прилеп. Сакам да дадам голема благодарност до сестрите од нефрологија, значи невестата тамо беше кај нив и голема нега, чест, се беше пружено и дури неможните работи ги направиме да бидат можни. Значи голема благодарност до докторките од нефрологија, до сестрите, до сите што постоја, значи ни помагаја колку што се можеше многу, да ни дозволија ефтен да се чувствуваме дискриминирано или друго. Сепак голема благодарност. Ви благодариме, господине, да, секој е добро, да, еве, убаво е кога ќе се слушнат пофални зборови, но меѓутоа да бидеме искрени, не се сите пациенти задоволни, да. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Дали сум програма? Да, во програма сте, добар ден, ве слушаме. Прашање до доктор Калисевска Меновте. Вака, јас идам 4 години на дијализа. Така? Родена сум со еден бубрек, мислам до 60 години живеев со еден бубрек и докторите ми викаа дека уште ќе живеам со еден бубрек, ама откако ги примив вакцините за ковидот, мене ми не престана бубрегот, него ми се качи кератининот на 600 и ме ставија на дијализа. Во септември 21, мислам дека така беше. Одеднаш од вакцините добив повраќање температура, но однесоа од првата вакцина исто не отидов на лекар, помина втората вакцина ја примив во четвртокот, во понеделникот ме ставија на дијализа 700 креатинин. А мокрев тогаш по 2 кила.
си пиев вода, си мокрев. После година и пол престанав да мокрев. Зашто престанав да мокрев? Прашање до сестрата, да, доколку е во можност ќе ви одговори, доколку не ќе ве посоветува и ќе ве упати, ви благодарам за јавувањето, господине. Значи, пациентите со терминален стадиум на бубрежна инсуфициенција, кога ќе почнат на бубрежна слабост, кога ќе почнат со хемодиализното лекување, задржана е уште еден дел од функцијата за изфрлање на вишокот на течност. Како поминува времето, функцијата на бубрезите скаснува. И престанува изфрлањето на течност, односно мокрењето. На пациентката би посоветувала да се пријави во центарот за дијализа, потоа и на нашата клиника да биде ставена на листа за трансплантација, која е исто една од основните дејности на клиниката. Спремањето на пациентите е кај нас, а изведувањето на клиниката за урологија. Така. Ќе продолжиме со денешната тема, односно функционирањето на медицинските сестри. Сестра Јуле, како што рековте, на интензивна нега се и најтешките пациенти. Секојдневно убаво објаснивте кои се вашите обврски, кои се параметри треба по неколку пати во текот на 24 часа да ги наблюдувате. Меѓутоа, се уште ни се свежи сеќавањето од големата трагедија тоа утро на 16 марта. Клиниката од каде доаѓате можеби прифати најголем број од тешко повредените. Како успеавте да се организирате за толку рано да им излезете во пресрет на сите тешко повредени пациенти, кои има потребна дури некои од интубирање и интензивно лекување? Така. Трагедијата во Кочанин е потресе сите, тоа е факт и една од најголемите трагедии. Меѓутоа, добрата организација и добриот менеджмент на докторите, на кризниот штаб, успеавме во најкраток можен рок, значи да ги ангажираме и да бидат мобилизирани целокупниот персонал на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување и другите оддели, каде што активно, значи, со координација од кризниот штаб, ние ги примавме сите пациенти кои што доаѓаа од Кочани, каде што беа екипирани. Имавме екипи, каде се примаат, триажа на пациенти, каде да се пренесат на кој оддел, значи континуирано обсервација од страна на лекарите и сестрите, следење на сите параметри, преврски на сите пациенти кои што се дојдени, следење, значи, повикување на доктори од ушна клиника, правење, значи, на бронхоскопи и од пулмо, да се види, значи, целокупниот статус на пациентите, и сите беа хоспитализирани, сите беа грижени и во најможен рок, значи, успеавме да сите тие критични пациенти кои што беа интубирани, на кои што им следеше една интубација, кои што веќе покажуваа знаци, значи, на влошување, да бидат во најбрз можен рок транспортирани до соодветните медицински сестри. Јас морам да се заблагодарам на сите колешки, на целиот персонал за нивната безпрекорност и несебичност, вложувањето, значи, во целата таа ситуација, бидејќи ние бевме 24 часа на работа. Значи, се вртевме во екипи, значи, одеа, значи, една екипа на транспорт, па доаѓа друга, па трета, така да сите бевме на работа, за да можеме... А за транспортот треба токму сестра која е од за транспортот токму треба да биде сестра од интензивна нега. Тука ќе морам да ги спомнам и колешките од анестезија, бидејќи ние како клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување, значи, покрај сестрите од интензивно и медицинските сестри од анестезија, кои што беа исто вклучени во целокупниот процес, и мислам дека својата задача ја завршивме, одговоривме на највисоко ниво. Кога ги повикувавте од дома, предпоставувам, од вака, дом, ние затоа што ноќта еден тим е дежурен. Утрото сите што слушнале сами доаѓа на работа, значи без да веќе ние ги бараме на телефони да дојдат. Бидејќи ние имаме таков ментален склоп кој што работиме на интензивно. Ако се случи некоја незгода, нас нема потреба да ни се јави. Ние сме еден вид специјална единица, како што е специјална единица во полиција или во војска, ние сме специјална единица за такви ситуации. Така, сестра Жане, дури и на нефро, односно на клиниката за нефрологија, има тешко болни и критични пациенти во многу тешка состојба.
Дали секој ден на работа ви е различен? Да, имате, предпоставувам, да не претерам сега, меѓутоа некаде околу 30 години работно искуство како сестра. Значи вака, јас морам да кажам дека наредната година, наредната недела полнам 40 години работа на клиниката за нефрологија, а претходно имам работено 2,5 години на други клиники. Наистина за секоја пофалба. Секој ден е различен, затоа што нашите пациенти, ви кажав и на почетокот, се со различни заболувања покрај основното бубрежно заболување. И бараат посебен третман, многу вештина од медицинските сестри, брзо реагирање, за да никогаш да се спречат катастрофални последици. Така да секој ден е различен и ние имаме ситуации кога треба да се повикаме од дома. Така е. Дори да занемарите приватни обврски, некогаш и ако сте испланирали. Се случува многу често, но кога ја сакаш професијата, и морам да кажам дека скоро сите мои колешки тоа го прават. Така. Кога ќе се случи да има повеќе хемодиализи, кога ќе се случи да има кадавирична трансплантација, веднаш доаѓаат колешките од дома, затоа што ние сме тука за пациентите и треба да им помогнеме. Да, иако немаше кај вас директно на клиника, ве видов баш тој ден на 16-ти, бевте за секој случај да не треба да им излезете во пресрет на колешките од тоарилот, бидејќи кај нив беше најголемиот. Да, јас морам да кажам дека јас и главната сестра на клиниката за дерматовенерологија бевме цел ден таму, спремни со аптеките, со се што имаме расположиво на клиниките, ако случајно на хирургија притреба забоен материјал, лекови. Морам да кажам дека клиничка аптека беше спремна. Дури и фирмите им се јавуваа ако треба да достава, така да организацијата, спонтаната организација на целиот тој ден беше на задоволително ниво. Така, ќе се навратиме малку околу едукацијата. Значи, освен лекарите, дали вие медицинските сестри имате можност вашите знаења и искуства да ги размените на симпозиуми, на конгреси и слични вакви манифестации, се со цел да се унапреди знаењето? Да. Најпрво би сакала да кажам во околу образованието на медицинските сестри, значи за медицинска сестра значи првично е средно медицинско образование кое што ги има неколку значи во нашата земја, а потоа имаме високо образование, с 3-годишни студии кои што се на високата медицинска школа во Битола, на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, на медицински факултет, на медицинскиот факултет Гоце Делчев во Штип. Тоа се 3-годишни студии и сега, веќе неколку години назад, имаме специјалистички студии токму за нашите професии, односно специјалист по интензивна нега, медицинска сестра, специјалист анестезија, специјалист има и за инструментарка. И секако, кај нас веќе почнавме, ние функциониравме како секција на медицински сестри, во склопот на Сдруженијето на медицински сестри, меѓутоа веќе 4-та година како функционираме Македонско здружение на медицински сестри на анестезија, реанимација и интензивна нега. И ова година ние го организиравме вториот конгрес во Охрид, каде што имавме гости од повеќе земји од регионот и колешки токму од сите клиники, од сите јавни здравствени установи, како и од сите приватни здравствени установи. Имавме наши ценети гости, беа и националниот координатор за трансплантација, професор доктор Кузмановска, имавме гости од Република Србија, Сдруженијето на сестри од анестезија, од Црна Гора. Имавме викенд полоден со добри презентации, теми. Наша гостинка беше и сестра Жане со незината преубава тема. Разменивме искуства, разменивме знаења и сето тоа е со цел да можеме да одиме чекор погоре во нашето знаење и професионално работење. Така, навистина убави се овие манифестации пред се за унапредување на знаењето, меѓутоа со години се алармира, еве, дури и фактите, бројките го говорат тоа дека речиси во сите државни болници и клиники има недостиг на медицински сестри. Што е клучно според вас да не заминуваат од јавното здравство, додат во приватно или да сменат професија, да ги задржиме и тие сестри што ги имаме? Треба да им покажеме дека внимаваме на нив, дека мислиме за нивното образование,
мислиме за нивниот работен процес, да вложиме во младите, за да се најдат во својата работа. Јас морам да кажам дека барем младите сестри што се на клиника за нефрологија, значи од 20 до 30 години се само 8 и од 30 до 46 сакаат да работат и сакаат да научат и сакаат да посетат вакви настани. Ние ја реактивиравме повторно секцијата на медицински сестри за нефрологија, дијализа и трансплантација. Се надевам дека ќе можеме да разменим искуства како на конгресот на сестрите од анестезија и реанимација, за да можат младите сестри да научат. Ние прв пат годинава, после многу години работа на нефрологија, 6 сестри од клиниката беа на Бугарскиот конгрес за нефрологија. Кога ќе имаше еден сега во Пловдив. Да, во Пловдив. Да. И прв пат после многу години, и пак ќе кажам, тоа е од ангажманот од раководството, односно од директорот на нашата клиника. Ако им дадеме на младите сестри можност да излезат, да видат што се случува, барем на Балканот, тие побрзо ќе се пронајдат себе си и ќе сакаат да останат на клиниката. За сега од тие што се помлад персонал на мојата клиника, не сум добила известување дека сакаат да си одат, ама треба многу труд и многу ветер во грб за да ги задржи. Но и финансиите секако можеби не се составен дел. Морам да кажам дека во последната година, последните неколку години, особено годинава, нашите плати не се толку мали како што беа претходно. И тоа е за почитување и во некои ситуации дури ги стигнуваме приватните институции. Така. Сестра Јуле, според вас доволно ли е цената професијата медицинска сестра и треба ли да биде пример за помладите генерации, бидејќи навистина има, да не речеме, хиперпродукција на кадар, затоа што и сама набројавте колку високи или виши школи има за медицинска сестра. Но дали има доволно потребен квалитет да излезе од тие школи? Вака сега, имаме професијата е цената, меѓутоа сметам дека се уште не е доволно валоризирана кај нас. Сите институции треба, еве сега ќе кажам дека Меѓународниот совет на медицински сестри, кој што е слоганот за оваа година токму за неделата на медицински сестри е наши сестри, наша иднина. А тоа подразбира дека грижата на владите, значи на институциите, за медицинските сестри треба да биде, ќе овозможи да ги зајакнува и економиите во државата. Значи, ако самите институции и владата се грижат за медицинските сестри, за тоа како ние ќе се индуцираме, колку ние ќе се индуцираме, колку ние ќе дадеме од нас во работата и колку тие нас ќе не почитуваат, ќе не ценат и ќе не има повеќе во здравствениот систем, со повеќе компетенции на медицинските сестри во целокупниот здравствен систем, толку повеќе ќе ги задржиме младите луѓе во Република Македонија и ќе останат тука, бидејќи верувам дека секој сака да биде дома и дома да и да има пристојни услови и за живот, но и за работа, затоа што средината исто така е клучна, амбиентот пред се. Бидејќи сме на самиот крај од емисијата, едно прашање и за двете. После 40 години, доколку имате можност да бирате, дали повторно би ја избрале оваа професија, сестра Жане? Секако, затоа што јас сум задоволна од мојот професионален ангажман и развој и секако дека пак би била медицинска сестра, затоа што и како што наближува времето за одење во пензија, до пред неколку години велев дека едва чекам, а сега веќе размислувам дали можам да пружам уште. Така. Сестра Јуле, за вас истото прашање, вие имате солидно искуство како медицинска сестра. Имам 30 години работен стаж. Јас исто би била. Друго нешто дали би знаеле или би можеле да работите? Би можела секако, меѓутоа темпото на работа, адреналинот кој што те држи цело време на работа, мислам дека не би можела да работам на друга професија, па ниту на оддел, во амбуланта да ме стават, јас не би функционирала. Значи, мене адреналинот кој што ме води на работа за да помогнеш на пациенти, на интензивна нега,
тоа е нешто што само сестрите кои што работат таму го знаат и го чувствуваат. Бидејќи ние со пациентите и се радуваме и плачеме и заедно, значи се радуваме, споделуваме многу работи. Ви благодарам и на двете што бевте денешни мои гостенки. Ви посакувам уште многу успеси во професијата која е можеби една од најзначајните професии во општественото живење и нека ви е честит неделата на медицинските сестри. Се ве очекувам и друга прилика да бидете дел од добриот доктор. Благодариме на поканата. И благодарност до сите колешки кои што мако трпнеа работата оваа работа. Така, поздрав до сите медицински сестри, затоа што како што тргнавме, така и ќе завршиме. Ниту еден доктор нема да биде добар и не може да биде добар без медицинска сестра. Ви благодарам уште еднаш, почитувани вам, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!